поседницата на владата на 18 февруари, фокусот и на медиумите и на службата за односи со јавноста на Илинденска број 2 беше еден. Согласно вака утврденото мислење, владата го задолжи Министерството за правда да достави предлог за разрешување на јавниот обвинител, кое пак владата ќе го достави до Советот за јавни обвинители, од каде согласно законските одредби потребно е да се добие мислење. Ниту на пресконференцијата, ниту во соопштението поседницата се спомна нешто за другите одлуки тој ден. Тие излегоа ден-два подоцна во записникот од владината седница и во 2 службени весника. А таму, расцепкано низ повеќе одлуки, се наоѓа одобрението на владата, крај селото Стенче, во општина Брвеница, да се продаде државно земјиште од околу 192.000 квадратни метри. За илустрација, просечен терен за фудбал покрива површина од околу 7.000 метри квадратни, што значи дека во Стенче ќе се продава земја за 27 фудбалски терени. Земјата е на овој рид и се продава со услов. Кој ќе купи, таму може да гради само фотоволтаични централи. На тој рид веќе има 2. Земјиштето за новите, урбанистички, е распределено во 15 парцели. Односно, 7 од нив се поединечни, а 4 се групирани по 2. Ако се пресликаат владините одлуки согласно податоците од катастарот, ова е просторот каде наместо сегашната ниска вегетација ќе никнат фотоволтаични централи. Во Стенче веќе нема ниту толку жители, ниту толку стока како порано, за секоја педа во атарот да има своја намена. Па сепак се отвара дилемата, дали баш на ваква земја и околина треба да се постават фотоволтаици. То бидејќи ова е жива природа, рид, во непосредна близина урбанизирано место, село Стенче, нели се коси некако тоа што ќе треба дел од природата да ја снема, да се чисти терен. Дали загрижува тоа? Во овој дел се гледа, не е застапен многу со шума, така да многу не оштетуваме од шумскиот појас. Значи ниско дрва од низу карактер, ги гледате сами смреки се и нема некои поголеми оштетувања да има население и штета од ова. Иначе они и на школи ги поставаа панеливе, така да не се штетни, а од делот на шумава мал дел се сече и ние го користиме необработливо земјиште. Значи не поставуваме во земјиште што е обработливо во ридско-планински дел ни се инвестиции. Така да нема штета за населението, а придобивка од продажба на панеливе, општинава, ние сме рурална средина, општина Брвеница, овие средства што се внесуваат во општинската каса се од големо значење за општинава и за населението. Ова инвестиција не значи дека стенчани ќе имаат пониски сметки за струја, но вели градоначалникот Илиевски, ќар ќе има и за Стенче и за општината Брвеница. Од продажбата на парцелите и градежните работи очекува приливи од околу 900.000 евра. Тој дел ни се планирани нас средства и претходно чекаме да заврши аукцијава. За патишта имаме проекти за школи и реновирање, за спорт. Од делов го покираме, значи со овие средства од големо значење се за општинава и се насочени пак средствава во интерес за граѓаните. Значи целот купна сума ќе биде инвестирана во локалново население по села во општина Брвеница. Локацијата, според градоначалникот, е идеална за фотоволтаици бидејќи постојано е под сонце. Се обидовме да поразговараме и со стенчани што мислат тие за овој проект. Срамежливо и тоа само зад камерата, велат дека ако им донесе бенефит, тие се задоволни. Огласот за продажба на парцелите е веќе објавен на 10 март. Според условите во него, понуда може да се поднесе во следните 40 дена. На крај, ќе следи електронска аукција, што значи дека ако има по повеќе од еден заинтересиран за една парцела, победник ќе биде тој што ќе понуди најмногу пари по квадрат. На средина од ридот предвиден е пат, а тој ќе треба да го направи општината со своји средства. Купувачите пак се должни самите да го исчистат теренот кој што го купуваат. Предност на локацијата е што веќе има приклучок до трафостаница за фотоволтаиците инсталирани пред една година со кои стопанисуваат двајца сопственици, со градежна дозвола издадена од претходникот на Илиевски.